Ако луѓето немаат леб да јадат, дајте им национализам. Национализмот овде кај нас, нажалост, после сето тоа, сега стана маска на корупцијата. Национализмот како елемент на она што представува искористување на негативниот предзнак на овој однос станува дел од политичката борба. Не те како ќе излезе, она како а тоа не е добра формула, нормално, око за око, зап за зап. Љубовта спрема татковината не прави националисти, ама омаловажувањето на другата нација не прави националисти. Национализмот овде кај нас, нажалост, после сето тоа, сега стана маска на корупцијата. И кај едниот, и кај другиот. Бидејќи решени се крупните стратешки и така натаму, сега национализмот, зад национализмот, сега прибежиште наоѓаат корумпираните политички елити, нарошто кога збориме за албанците. И елитите во Албанија, и на Косово, и овде во Македонија. За да се одржи на власт 20-30 години со исклучиви мотиви да го присвојат народниот имот, да се збогатат, нешколовани, стручно неспособни и така натаму, ама апсолутно не е идеолошко, но е чисто корупцијски мотивирани однесувања. Ако луѓето немаат леб да јадат, дајте им национализам. И затоа национализмот пали. Работата е што претходно ние имавме партии кои што на тие луѓе кои што немаат леб да јадат, им ветува дека ќе им дадат леб, ќе им дадат, не знам, поголеми права, поголеми плати, повисока социјална помош и слично. Сега тие партии ги снема, односно или тие ветувања не ги реализира, па луѓето се разочара, или пак ги заборавија тие ветувања. И во таква ситуација просперираат десничарите кои што ветуваат националистички пароли. Значи, кога луѓето немаат леб да јадат и кога никој не им дава леб, луѓето се фаќаат за оно што некој ќе им го даде, а тоа е во оваа ситуација национализмот. Кај нас во Македонија токму тој елемент е она кое што тој начин на разбирање на односот кон нацијата е она што ни се случи, а тоа е губењето на индивидуата. Значи, наместо да се развива при од осамостојувањето на Македонија па наваму, чувството на индивидуалност, постоењето на индивидуите кои што на различен начин комуницираат меѓу себе, кои што имаат различни односи, кои што се на различен начин перцепирани во заедницата, ние се го задржавме на еден многу интересен, многу чуден и многу специфичен начин пристапот на колективитети. Друго е да си патриот, друго е да си националист. И кој е приоритетот на патриотот, кој е приоритетот на национализмот. И тука одма се разграничува таа работа. За жал, и на наше тло си вире и ке вире. Апсолутно. Тоа е една голема кочница, едно големо назадување на една земја, затоа што националистите не прават прогрес на својата држава или на својот народ. Они напротив само го уназадуваат, ги влошуваат ситуациите, ја влошуваат состојбата, ги влошуваат сите други моменти. А тоа е пред се, пак уште еднаш ќе напоменам, од една комотна ситуација, затоа што има страв и завист од другата националност или од другиот народ. Да не му го земе приоритетното место, не знам, функција, не знам, позиција, не знам што. Во било која фаза, дури во блага фаза, ако сакаме да се ставиме над некој, ние виднуваме дел од таа мембрана и всушност се приклучуваме
на таа група на граѓани. Во последно време можеме да забележиме дека и кај младите го има ова. Има навреди на етничка основа, посебно на социјалните мрежи, би рекла и графити, и автобуси. И според мене се согласувам дека сршта на овој проблем не е едно место, еден извор, него дека имаме повеќе. Почнувајќи од образованието, исто мислам дека еден од клучот е образованието, дека таму треба да се шири заедништво и дека треба сите заедно да се трудиме да ги искорениме разликите, од таму од најмала возраст, за да ги немаме последиците подоцна. Но тука имаат удел и политичките партии, би рекла, и нормално семејствата, во кои што тие млади растат. Популизмот е многу широка тема, и тој не нужно е негативен, затоа што популизмот, коренот на зборот популизам значи попули, односно народ, грижа за народот. Популизмот значи да се грижиш за народот, изворно. Но во политичката теорија има главно две струи, две гранки да ги наречеме на популизмот, лев и десен популизам. Левиот популизам, например, на луѓето им вика, ние народот сме против богатите, против елитите. Ќе се бориме ние сите против богатите, затоа што тие не експлоатираат, тие не крадат, тие не го земат левот, не ги земат нашите плати, ги стават на нивните сметки во Швајцарија, ваму таму. Партиите не се веќе партии во кои што се здружуваат индивидуите за да можат да остварат одредени права, одредени потреби, интереси и слично, туку се тоа здружувања кои што имаат карактеристика на еден од етничките колективитети и ти како индивидуа можеш да се приклониш кон една од тие партии која што соодветствува не со твоите идеолошки размислувања, не со твоите потреби, интереси и слично, туку соодветствува со твојата претходно определена етничка припадност, односно припадност кон одреден колективитет. И тоа не се задржува само на партиите, туку продолжува на невладините организации, на било кој облик на здружување на граѓаните, на синдикатите, значи на сите односи се става печатот на колективитетот. Во секој случај треба едноставно кај самиот човек, кај самата индивидуа да порасне тоа чувство на почитување, респект. Секоја религија проповеда една истоветност, едно заедништво, почитување на еден друг. Убаво викаат, нема да ти направам или не сакам да ми направиш што не кеш да ти направат тебе. Исто и така да и они подобро би било кога едни со други би се почитувале во смисол да се научи повеќе јас за неговата култура, за неговата религија, за неговото потекло, кога ќе знам повеќе работи, ќе го почитувам и многу по. Они не ги знаат луѓето доволно и само од инстант декларирање, одма психолошки рентген ќе му направи од прва и одма знае он за него све и свашта. Не, тоа е вродената омраза кон друг народ. Значи, ако имаш ти вродено во себе да мразам други, и тоа е веќе, како што го кажам и на самиот почеток, не е тоа патриотизам, тоа е национализам. Патриотизмот е на прво место својот народ и својата држава, ја сакаш, а национализмот уште еднаш ќе повторам. Приоритет е се друго да мразиш,